Фестивал на Симити погача во срцето на Скопје, под мотото Возрастните за младите, младите за возрастните, со кој се одбележа ослободувањето на Скопје. Програмата започна со изведба на химната од страна на училичен хор. Денес над Македонија се раѓа, ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Елена Стојановска, ученичка во училиштето 11 октомври, ја изведе песната "Градот убав пак ќе никне", химната на Скопјани. Градот убав пак ќе никне, среде песни вдружен пат. Како сонцето ќе бликне, како топол нежен пат. Скопје младости ќе видиш, Скопје ти ќе видиш свет. И ќе видиш израз виден, над се братство овој свет. Скопје младости ќе видиш, Скопје ти ќе видиш свет. И ќе видиш израз виден, над се братство овој свет. На фестивалот се обратија Злате Стефанов, председател на Сдруженијето на пензионери Центар, Станка Трајкова од Сојузот на пензионери и Горан Герасимовски, градоначалникот на општина Центар. Ден и оваа година сите заедно во срцето на Скопје ја продолжуваме убавата традиција. Со фестивалот на Симити погача го славиме слободарскиот дух на нашиот град, со почит кон минатото, но и подадена рака за сите на кои им е потребна помош и поддршка. За овој хуманитарен базар прво би сакал да се заблагодарам на активот на жените пензионерки од општина Центар, кои со многу труд и љубов ја подготвија оваа храна. Вашите вредни раце се навистина волшебни. Благодарност и до Сдруженијето на пензионери на општина Центар. Без нив овој настан не би бил можен. Средствата, како што и претходно напоменавме, од овој базар ќе бидат донирани на Сдруженијето Супорт Кочани. Хуманоста од секогаш била овде во срцето на Скопје. Да помогнеме и денес, да покажеме дека во Центар човечноста е нашата најголема вредност. Да живее слободно Скопје, да живее Македонија. На фестивалот се читаше и поезија, а на крајот сите може да бидат дел од хуманитарниот базар, подготвен од активот на жени на пензионерското сдружение општина Центар. На базарот може да се пробат разни специјалитети, а сите собрани средства ќе бидат донирани на Супорт Кочани како поддршка за повредените во несреќата во Кочани.